Ново издание на Наплан, нови гости и нова тема за денеска. Се надевам дека повторно ќе го задржиме вашето внимание во следните 30 на минути. Ни се наближува празникот Великден, а со тоа завршуваат и великденските пости. И во ова издание на нашата емисија ќе разговараме со двајца нутриционисти околу тоа како да пристапиме после пост на великденската трпеза. Ќе разговараме за придобивките од самиот пост и секако кои грешки најчесто ги правиме за празниците кои што може да доведат до штета по нашето здравје. Мои денешни гости се Наоми Билјана, како што реков, нутриционисти, и на сите овие прашања ќе дадеме одговори. Прво, добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Ајде прво околу вашата работа. Вие двајцата сте дипломирани нутриционисти, заедно работите. Така, ајде, јас ќе почнем. Добар ден, јас сум дипломиран нутриционист Наум Костов. Со колешката работиме заедно, како тим. Работиме најчесто со индивидуалци кои имаат некоја состојба и проблем да ја решат преку нутритивна терапија, и исто така работиме и со индивидуалци кои имаат за цел да ја намалат својата телесна тежина. Добар ден, јас сум Милјана Трајчевска, исто дел од Питон на Нутридуо. Заедно со колегата Наум работиме прилика околу 2 години. Како што кажа тој, работиме со одредени состојби, работиме со лица кои што имаат и проблеми со телесна тежина, така да се трудиме колку што можеме понекогаш само и со некои мали совети да можеме да придонесеме за некој, зашто не секогаш треба некоја посебен начин на исхрана, посебни некои да се направат промени. Доволно се само некои мали совети за да може да се добијат некои одредени придобивки за какви да биде состојби. Да, ќе разговараме и за тоа, за какви програми ќе разговараме какви проблеми имаат нашите граѓани, но еве нашата тема денешна е крајот на великденскиот пост, кој што ни се наближува со самиот празник Великден. Сега кои се физиолошките промени кои што се случуваат во организмот за време на постот? Билјана, продолжи си ти, па после се на. Така. Постот е на еден убав период каде што најпрво е на духовна димензија, но сепак и од нутриционистичка гледна страна и настанува некои промени, физиолошки промени секако на телото. Најпрво дигестивниот систем. Ние правиме тука абстиненција од храна, претежно од храната од животинско потекло. Така што се насочуваме претежно на растителна храна, така да самиот дигестивен систем најпрво почнува да се забавува, неговиот начин на работа. Тука спаѓа, панкреасот лачи помалку ензими, кои што не му се потребни, бидејќи не ја примаме таа храна од животинско потекло, туку се насочуваме само на храна од растително потекло. Исто така, желудникот, тој не ја лачи киселината која што му е потребна, бидејќи за да се разложат растителните производи е потребно многу послаба киселина за разлика од онаа што е потребна на животинските производи. Така да имаме комплетно забавување на дигестивниот систем, односно тој работи онолку колку само што му е потребно. Значи во одредена мера. Така да во глобала исто така имаме тука промена и на цревниот микробиом, кој што во последно време е доста актуелен и со право е доста актуелен, бидејќи тој представува нашиот втор мозок, односно тука се да случуваат многу работи, многу промени, многу одредени состојби се случуваат во нашиот микробиом, така да и тука настануваат некои промени, односно во повеќе се зголемуваат тие растителни бактерии кои што му се потребни во овој 40-дневен период, за разлика од другиот период кога имаме и други бактерии кои што се потребни за разложување на месните производи вон постот кога ги употребува. Каков треба да биде првиот оброк и кога да биде? Данито да биде појадокот или ручекот? Така, првиот оброк зборуваме за после постот, така, за празниците. Значи, првиот оброк до ручекот обично треба да биде најчесто сите сакаме да пробаме јајца, месо, сувомеснати производи, млечни производи, но ние како нутриционисти препорачуваме да го лимитираме на една намирница од животинско потекло. Тоа, ево, да речеме да бидат јајцата за доручек и да не мешаме некои различни производи од животинско потекло. Зошто? Бидејќи, како што кажа колешката, сме ги намалиле ензимите од панкреасот, желудочната киселина, и за да немаме проблеми едноставно треба
за почеток да лимитираме поен на мирлица. Сега јајцата се нели задолжителен детал на велигденската трпеза. Значи порядокот нека почне со јајца, но да иде постепено. Сега колку дневно смеат првиот ден да се изедат? Имаме ли таква мера за да не дојде до некоја последица врз организмот? Јајцата се баш насочени, односно тие се нашиот символ за велигденскиот празник, така да дали ние ќе изедеме едно, дали две, дали 4, тие сепак не остануваат нашиот символ, но ние сепак треба да се ограничиме на одредена количина, да речеме 1 до 2 јајца. Јајцата како јајца не прават самите проблем, но проблем е што целокупната исхрана ние што ја имаме тогаш многу калории, многу месо, голема празнична трпеза, така да јас би кажала дека добро е да се ограничи на 1 до 2 јајца, не повеќе. Да, и јагнешкото месо исто така го имаме на трапезите за Велигден. Е малце потешко за варање. Како да се пристапи кон конзумацијата на месните производи? Така, особено ако сме постеле 48 дена, 7 недели, треба со многу внимание да се почне да се консумира месото, за како што спомнавме ради намаленото лачење на ензими, се со цел да немаме некои дигестивни тегови и да уживаме едноставно во празниците. За тоа да не се случи, месото е најдобро да го конзумираме со растителни производи, со салата и со некој растителен јаглехидрат, да не го мешаме со други мрсни производи, не знам, тука бих спомнал јајцата или некој павлак или такви работи. Исто така да не го комбинираме со многу алкохол, бидејќи ќе ја отежнеме дигестијата и ќе се створиме проблем. Да, значи советот е постепено. Да, се да е постепено. Значи, особено на почетокот, првите 3 дена е многу битно да е постепено. Тоа е на критичен период, кога ние ако го оптовариме нашиот организам и со алкохол и со брзна храна, тогаш не може да се снајде на организмот, но треба колку поедноставни работи, полесни работи, на тој начин тој полесно ќе се адаптира и побрзо ќе се адаптира. Ние ако му дадеме одеднаш многу мрсна храна, многу алкохол, количински премногу храна, тогаш организмот веднаш доаѓа во една ситуација, состојба на шок, на стрес, каде што не може да се адаптира на новата состојба. Кои намирници да се употребуваат за полесно да се вари храната? Па јас би препорачала, ето ние како нутриционисти препорачуваме, значи нека имат интегрален леп, нека има некои намази, ето јајцето го спомнав, не може да се конзумира, значи се полесни супи, зеленчуци, тоа е се она што полесно се вари. Значи и се да е помалку мрсно месо. Веќе ако почнуваме со месо, се препорачува нека биде тоа мисиркино, нека биде риба, нека биде пилешко, тоа се полесно сварливи протеини и мислам дека на почеток треба тие да се консумираат по првите ден. Дали може да се користат пробиотици? Па така, консумирањето на пробиотици зависи што е проблемот, но консумирањето на пробиотици за да се подобри дигестијата може да има некој позитивен ефект, но во главно најдобро е да избегнуваме прејадување, бидејќи не би имало некаков голем ефект суплементацијата, особено суплементацијата на некој пробиотик. Најдобро е, генерална препорака е да се избегнува вишок калории. Така, особено ако сме постеле 7 недели без масло, вистина еден шок за организмот. Сега Билјана, како да се справиме со прејадувањето? Тоа е психолошка состојба, не? Точно, да. Па вака, сега ние сме издржали 40 дена без храна од животинско потекло. Сега идаме во еден момент каде што веќе ни е дозволено да јадете, значи секаква храна, тука веќе треба да се справиме со самите себе си. Во тој момент мозокот си вика, да, ние досега не јадевме храна, сега имам дозвола да јадам се. Но ние тука треба да се справиме. Во тој случај храната нас веќе ни станува емоција, тоаш веќе во тој случај не е потреба храната, значи ние почнуваме со тоа емоционално прејадување. Сега постојат неколку начини во смисла самите треба да се ги поставиме тие начини. Најпрво да почнеме, како што кажавме, со лесна храна, да јадеме полека. Многу е битно првите залаци, првата храна што ќе земеме да се жвака, да се осознаат оние сензорни својства, вкусот, мирисот, тогаш желбата за храна полека опаѓа.
Исто така не треба да бидат преголени порциите, значи да се конзумира помалку храна, полека, нели тоа е период на кога се собира фамилијата, така да се прават одредени паузи. Јас, например, викам кога седиме на голема трпеза, мислам на трпеза без разлика колкава и да е фамилијата, добро е да се храниме, например, да јадиме под време на време, ќе се разговараме, ќе направиме некој мобет да помине одреден период, после 10 минути, например, таа желба за храна ќе опадне. Не може да биде, значи, таа постане. И добро е, например, во период кога ние ќе се осетиме дека сме од прилика 70-80% најадени, доаѓаме до нај момент, чекај ќе пробам уште малку. Тој момент, тој момент, да. Тогаш вика можда да се почне некоја тема интересна за разговор веќе луѓето меѓу фамилијава и така ќе помина тие одреден период каде што навистина желбата за храна не опаѓа во тој момент. Фактички ние треба да се справиме самите со себе си. Да, сега не знам како ќе биде времето според прогнозата, ќе има дожд за Великден, но да кажеме и да се раздвижиме. Така? Да. Тоа е клучно нешто. Точно, да, после појавлекот, мислам, после ручекот, добро е 10-15 минути пешачење, кое што помага секако после секој јадење, добро е за дигестијата, за перисталтиката, за варењето на храната е секако добро. Да. Сега друго прашање ми е, колку време да се јадат во континуитет великденските јајца? На? Од аспект на микробиолошки, колку па зависно и како се чува, при чување во ладна просторија може до неколку дена, до 5-6 дена да издржат. Не би требало да има проблем, но сепак да се пробува да се осознаат нивните сензорни својства, така ќе видиме дали се добри за јадење, за консумација или не, но во секој случај е најбитно да се чува на ладна температура за да избегнеме некако труење. Да, дали после великденската трпеза ќе ни биде потребен детокс на телото? Па ние фактички со самиот пост веќе го правиме тој детокс, така да ние ако успееме да се воздржиме во великденските празници, да не конзумираме премногу храна, да не го практикуваме тоа прејадување, ако се воздржиме од прејадувањето, ние фактички со самиот пост сме направиле детокс на самиот организм. Значи, зашто ние се трудиме, например, да, во текот на бон постот ние јадеме секаква храна, во текот на постот ја избегнуваме таа животинска храна и фактички со самото тоа ние го правиме детоксом на организмот. Се ослободуваме многу токсини, се ослободуваме микробиотата, како што кажавме, се обновува, значи енергијата ни се обновува, така да самиот пост фактички нас ни представува детокс и е еден убав период каде што тако детоксицираме телото. Така е. Сега ова се совети кои што се надевам дека нели сите ќе ги испочитуваат за да се чувствуваат добро во својата кожа. Сега зошто е опасен наглиот скок, да кажеме, од пост кон мрсна храна? Наглиот скок кон мрсна храна. Нас телото, како што кажавме, ни се навикнало на оној начин на исхрана со растителна храна, каде што нема многу, ние не конзумираме мрсна храна, не конзумираме протеини од месо, конзумираме само растителни протеини и тие не бараат премногу варење на храната, тие бараат еден посмирен начин на живот, мислам, и самото конзумирање на растителна храна ме тера не води на тоа ние да живееме некако посмирено. Со самото конзумирање животинска храна, ја немаме таа желудочна киселина која што ја споменавме претходно, која ни е потребна за варење на храната. Организмот почнува да се мачи, жегулникот почнува да се мачи, панкреасот ги нема потребните ензими за варење на месото, така да станува еден, како што кажав претходно, еден шок на организмот. Организмот му треба онака како што ни треба подготовка за постот, така ни треба подготовка и да преминеме кон мрсна храна, така да ќе кажам колку што е битен е постот, така е многу битен и преминот кон мрсната храна. Така. Сега малце ќе продолжиме со вашата работа. Бараат ли охриѓани, бараат ли на нашите граѓани програми од кај вас и зашто најчесто ги бараат? Па така, заинтересираност има, секако. Ние се фокусираме најмногу така на некои состојби, како што се обично диабетичари или некој повишен холестерол, лоша крвна слика. Исто така проблеми вака со дигестија. Се фокусираме на спремање на таква индивидуализирана исхрана, но секако најмногу работа има за луѓе кои сакаат да ја намалат својата теžина и не контактираат
и сметам дека трендот на користење на нутриционистите во денешно време е се поголем и поголем и сметам дека е тоа позитивна работа бидејќи луѓето имаат некоја свесност колку е битно да колку е битен внесот на правилна исхрана во секојдневието за долговечност и за превенција, знаеме денешни секакви болести. Да, има ли возрастна граница каде што граѓаните имаат здравствени проблеми и за каков тип на здравствени проблеми најмногу станува збор? Возрастна граница во последен период веќе нема, затоа што и помалите деца, значи се соочуваат со некои состојби и повозрастните, дури можеме да кажеме дека повозрастните го имаат онај поздрав начин на живот за разлика од дечината кои што многу често да ги знаеме дека се со поголема телесна тежина, со обезност, се зголемува состојба на зголемени масти, зголемени триглицериди, зголемен крвен притисок е доста честа состојба, што сето тоа води и понатака ако не се третира навреме редовно со кардиоваскуларни заболувања. Така да тоа се состојби, јас мислам дека кои што се можат да се третираат со храна, можат да се подобрат, но сепак треба да се почне во еден разумен нормален временски период. Веќе кога ќе дојде до одредена ситуација, тогаш има период каде што со храната и не толку може да се помогне, а додека е на почеток, значи состојбата со храната и тоа како може да се превенира и да се среди таа состојба. Зошто е поместена таа возрастна граница? Поради лоша храна која што јадеме кај нас на нашето поднебие или намалена физичка активност, особено кај децата? Да, многу и повеќе фактори, најпрво намалената физичка активност, дигитализацијата, значи децата се често пред компјутер, многу тешко и ретко излегуваат на пешачење, на движење, а нашиот организам знаеме дека ние природна состојба на организмот не е да се движиме, да пешачиме, а не да седиме пред компјутер колку и да е неколку часови дневно. Така да таа обезност, начинот на исхрана, брзиот начин на храна, значи многу е поедноставно да појдеш да купиш некоја храна, брза храна, сега да не прецизирам која, ама многу е поедноставно така отколку да си подготвиш дома и некако и повеќе тренд да одиш да јадиш брза храна отколку да си погреш и да си подготвиш храна добра, што е многу поквалитетна и што повеќе се препорачува. Секако и прејадувањето тука. Прејадувањето е на најголемо зло што може да си го нанесеме ние на организмот, бидејќи тоа навистина и да јадеме здрава храна, самото прејадување значи го носи голема штета на организмот. Тај е психолошки момент. Да, како што кажавме, значи кога храната ќе премине во емоција, а нема да биде потреба, тогаш и тој психолошки момент каде што ние самите треба да се справиме. Мислам дека треба да се потрудиме сите, не секогаш, не сите правиме некои грешки, сите не можеме да се справиме во секој момент, значи Може да не отстапки, да. точно така, ама барем да се потрудиме во оглед на ситуацијата, значи обезноста, состојбите што настануваат, мислам дека треба да се потрудиме да се средат некој работи. Така, наум како изгледа еден план за исхрана и дали вашите пациенти, да кажеме, кога ќе ги користат тие програми, се дисциплинирани? Па така, најпрвин започнуваме со една кратка консултација и прашалник за индивидуата, за да ги осознаеме, осознаеме прво неговата рутина, со што проблеми има, дали има некаков психолошки момент. Тука најчесто може да има потреба и од психолог. Така па потоа, врз основа на тие информации, гледаме кои намирници би му одговарале, секако тука може да помогне и некој вид на некоја крвна слика и според намирниците кои му одговараат, најчесто почнуваме да прилагодуваме исхраната на по-нутритивна исхрана. Најчесто почнуваме со зголемување намалување први на лошите намирници, зголемување на нутритивно богати намирници, па се до комплетна нормализација, значи еднаш неделно мора да сме со индивидуата на разговор за да осознаеме како се осеќа и каков напредок има. На почетокот како реагираат? Се сноќаат добро со сите? Па на почеток, промени? обично првите неколку дена лесно, но потоа, знаете, почнува да фаќа на така наречена криза или не знам за некои намирници, но
сето тоа е нормално и ние имаме номото дека не смее да има и забранети намирници, туку лимитирање на некои намирници, бидејќи тој психолошки аспект, ако нешто ти е забрането, ќе го консумираш и ќе си створиш, ќе го премногу ќе го консумираш и само ќе створиш некоја одбивност кон добрата, кон здравата исхрана и уште полошо ќе си наборавиш. И тие програмите колку време траат додека не се постигне посакуваниот резултат? Така, обично. Генерално Додека не створиме кај индивидуата навика за што е добра исхрана и некаква едукација за што треба да консумира и што не, бидејќи џабе формираме, ево да речеме, една месечна исхрана кај некој пациент, кога ако ја прекинеме таа исхрана, тој ќе си продолжи по старото им, ако имал напредок тој месец, после само може полошо да му би. така. Претпоставам дека тоа не ги кажавте вие, индивидуални се тие програми, но Ива, дали може да кажеме колку оброци препорачувате во нив, кои продукти ги препорачувате, затоа што секој нутриционист си предлага нели одредени продукти, дали зеленчук, дали овошје, дали нешто од нашето поднебие или нешто увезено. Еве како изгледаат тие планови за исхрана. Така. Сето тоа зависи претходно од индивидуата. Значи, каков начин на живот има, каков има личности, например, клиенти што сакаат појадок од саба, или има некои што почнуваат погасно, има некои што сакаат, например, три главни оброци со една ужина или со две ужини. Сето тоа сакаме да го прилагодиме на клиентот, да нема некои поголеми отстапувања, а сепак да му е полесно и поедноставно да ги применува. Секогаш препорачуваме, значи, во однос на овошје, на зеленчук, да се конзумираат оние што се од нашето поднебје, секогаш се тие оние што се најмногу нутритивни продукти. Значи, во однос и на здравствената состојба, значи, нели имаме и крвна слика од самиот клиент, дали во однос на маснотите, колку може да прима, колку не, работното време какво му е, колку кога може да се храни, значи мораме да го прилагодиме според неговиот начин на живот, така да биде колку што е можно поедноставно, да нема многу отстапки, а сите тие отстапки и сите тие промени што треба да се направат да бидат постепено, за да, како што кажа колегава, да не е нешто што ќе биде само за тој месец, туку да продолжи да му стане како еден начин на живот понатака, за да има придобивки од самата програма и од сите оние совети кои што сме ги дали. Значи, тоа и не е целта фактички на нашите нутриционистички совети, да може да стане, значи, тоа еден начин на живот на самите клиенти, да приганесеме на тој начин. Себе има ли правило што е правилно во исхраната? Да имаме 5 оброци, да бидат распоредени по помалце храна, затоа што нели тоа се советува. Нека има повеќе оброци, по помалку храна, да не е само во 1-2 оброци па да се преадуваме. Така, искрено, генерално правило некој нема, еве денес сме сведоци, сме во денешно време, ќе најдеме еден куп совети на социјални мрежи од различни индивидуи, јади еднаш или јади повеќе оброци и не јади 3 дена, значи секакви совети има. Генерално правило е да ги внесеме главните оброци, плюс минус ужини, тоа е индивидуално, нормално прејадувањето се избегнува и така. Другите, битно е да не се исклучуваат главните намирници, што се овошје, зеленчук, житарки, не треба да ги исклучиме од исхраната. Кој е прашање, лебот, да се јаде леб? Каков леб да се јаде? Лебот сега во денешно време, значи, добро е да го конзумираме интегрален леб. Имаме, значи, на пазарот доста избор. Би препорачале белиот леб, навистина со многу адитиви, со многу додатоци, да се одбегнува колку што може. Имаме и опција, значи, домашен леб да се направиме, така да добро е да се конзумира најмногу интегрален леб. Што советувате да се јаде периодов? Пролетта знаеме дека веќе излегуваат. Сега И овош периодот на зелени салати, брокула, на тие такви све, каде што тие се најмногу нутритивни. Значи, младото кромиче сега е во поден, така да ова е период каде што април месец, периодот баш кај што почнуваат да се
да растат овие наши сезонски производи и ги имаме во поголем број, така да мислам дека и овошките сега се што е она сезонско, мислам дека веќе треба да почне да се конзумира нашето поне. Кој е вашиот став за диетите? Многу се популарни диетите. Така, да, диетите работат на фактички диетите работат на тоа што сите диети што се актуелни имаат калориски дефицит. Тој калориски дефицит се ствара со лимитирање или избегнување на некои намирници и поради тоа пациентите или индивидуите што ги применуваат тие диети имаат ефект. Не значи дека сите диети се здрави. Знаеме многу диети што исклучуваат растителни намирници, што исклучуваат има и животински намирници, но исклучувањето на една груба на храна според мене е лошо и денешните истражувања тоа го покажуваат дека што повеќе исклучуваме исхрана, тоа си ствараме повеќе проблем, особено за микробиомот. Така. Сега ќе заокружиме емисијата, односно разговорот. Мислам дека кажавме како да пристапиме кон празникот и кон трапезата. Ајде уште еднаш за крај совет како да си поминеме убаво, а да не се прејадеме и да не си наштетиме со тоа прејадување, да кажете. Знаеме дека Великден е убав празник, каде што фамилиарно си го прославуваме, а треба да биде убав, пријатен момент, каде што да има дружба, да има секако храна, да нема прејадување и мислам дека ние не треба да си се казнуваме самите себе си со тоа што сме биле дисциплинирани во минатите 40 дена. Да. Така, јас би напоменал дека треба да си ја негуваме традицијата, да се собереме со најсаканите на трпеза, но да најпрв да го лимитираме алкохолот, а потоа да пробаме тоа прејадување, да го намалиме, особено ако сме постеле, бидејќи ќе си ствариме само дополнителен проблем и ќе едноставно постот ако после се прејадеме и консумираме алкохол повеќе од што треба. Да, и само да кажеме дека и после празникот тој континуитет на внимавање треба да продолжи, не? Така, и ако го постигнеме, мислам, балансот, да не се прејадуваме и се до тоа, ќе продолжат и бенефитите од постот што ги има. Така, добра. Ви благодарам многу на вашето гостување. Ви постакувам успешна работа. Се надевам на поздрави пациенти и поголеми успеси да имате во лекувањето, затоа што нели тоа е лекување на некој начин и ќе се видиме повторно во следна прилика. Ни благодариме и да се. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и денеска бевте со нашата наплана. Повторно се дружиме следната среда. Довидување.